Спијачите си спијат, сонуваат само сонувачите. Јас сонувам, сакам, љубам и работам да бидам поубаво Куманово. Решение без одредени временски рокови. Ние имаме проблеми во кои граѓаните бараат решение буквално, да не кажам вчера. За вчера. Значи нешто што мора да се тргне уште од утре. Ова работа што ќе се случи после изборите се запаќаме со работа. Така да Почитувани гледачи, вие сте на YouTube каналот Плоштад Прес, подкаст Без пардон, 9-та емисија. Вечера со мене во студиото е Владимир Михајловски, адвокат од Куманово и носител на листа на ВМРО ДПМН на овие локални избори. Адвокате, добре дојде во студиото на Плоштад Прес. добро вечер и добро ве најдов. Морам да ве прашам како сте сега, гледам кампањата зема замав, нонстоп на терен, интервјуа, дебати, како се чувствувате? Пријатно е, напорно е, физички е напорно и психички е напорно, но се постига. Пријатно е посебно затоа што приемот и атмосферата се пријатни кај луѓето и мене ми е тоа посебно драго. И атмосферата во тимот, во советничката листа е прекрасна и тоа ми е посебно драго и мислам дека супер ќе пројде. Тоа ќе ве прашам подосна, сега само за почеток морам да ве прашам нека директно. Дали пратите спорт, бидејќи моето прво прашање уствари има еден малку спортски термин кој сакам да го поделам со вас, со тебе. Пратам, сега ќе одиме на утакмица. Али не многу. Вака. Од контактите со нашите сограѓани, кога правам муабетна тема како изборен резултат очекуваат, сега нормално различити штабови, различити проценки се гледа кој за кого навива, меѓутоа една работа приметив дека со спортски термини, да не кажам кладионичарски, една работа е фикс, а тоа е дека нов претседател на Совет на општина Куманово ќе биде Владимир Михајловски, адвокат од Куманово. Кажи ми, дали си фикс или не? Не знам дали сум фикс, искрено кажано, и она што знам дека е фикс е победата на ВМРО ДПМН, и тоа е нешто што најмногу ме радува, и тоа е нешто што сум сигурен дека луѓето го препознаваат. Ние сме сериозна партија, сериозна организација, тоа ќе го решиме на некое повисоко ниво и сигурен сум дека акламативно ќе биде донесена одлука на кој ќе биде предложен и ќе ми биде исклучително драго ако тоа бидам јас, но сите имаат капацитет и кој било да бидне од нас ќе биде прекрасен на својата задача. Добро, јас во мојот вовед те прашав дали се чувствуваш уморен и во секојдневните контакти, меѓутоа ајде да тргнеме од тоа. Каков впечаток на тебе остава твојот контакт со нашите сограѓани, бидејќи нонстоп одите меѓу луѓе и во Куманово, во централното градско подречје и во приградските населби. Ајде да тргнеме од тоа, па потоа со овие други прашања кои ги имам спремено за тебе. Вака. Многу сум задоволен од приемот на нашите драги сограѓани. Не сакам премногу епитети, но навистина се чувствам добре дојден од секоја куќа. И гледам дека таа енергија ја донесуваат сите тимови. Така. Гледам дека луѓето за секој следен ден се повеќе и повеќе, што е чудно и нелогично, но зборам за нашите тимови, но и приемот. И сите сакаат интензивно да партиципираат во тоа. Така да драго ми е што луѓето позитивно прифаќаат и апсолутно ве уверувам дека позитивно прифаќаат. Добро. Мене ме интересира сега за почеток уште една работа да ми кажете. Како би опишал моменталната состојба во Куманово? Бидејќи од тие контакти сигурно луѓето се жалат. Имаме проблеми ово, имаме проблеми она, сакаме да ни решите тоа. Кои се најголемите проблеми? На што се најмногу жалат нашите сограѓани? Проблеми има, апсолутно, и тоа многу, кои поголеми, кои помали, но она што е фикс, да се изразам во спортскиот кладионичарски жаргон, е фактот дека навистина има неопходна потреба да градот продиши. Има неопходна потреба
Во кој смисол? Сите легитимно да имаат водовод и канализација. Так. Има неопходна потреба сите да одат низ чист град. Има легитимна потреба луѓето да одат по тротоари, а не по улица. Значи, некои едноставни работи кои се многу потребни, луѓето ги сакаат и им како да кажам, ги доживуваат како најсериозни проблеми. Има и лукративни барања, има секакви, но во принцип луѓето бараат едноставни работи. Да. Пристојно место за живење. Добро, затоа се локалните избори. Значи, овие избори се да се добие нова власт која ќе ги решава локалните проблеми. Не се овие избори на кои ќе разговараме за некоја висока политика. Меѓутоа, ајде да одиме во што после изборите. Ако ВМРО ДПМН добие мнозинство во Советот на општина Куманово, со кои проблеми ќе се зафатите во првите 6 месеци? Видите, бројот на временскиот период е ирелевантен. Она што се сложувам дека ќе биде мнозинството на ВМРО ДПМН, се сложувам дека организацијата и креирањето на локална политика ќе биде директно врзано со советничката листа на ВМРО ДПМН и се сложувам дека ќе биде квалитетно. И уште една работа ќе кажам, ние имаме една едноставна карактеристика, работиме, имаме компетентни луѓе на соодветни места и работите ги решаваме постојано. И имаме уште една друга работа, што не во предност, а тоа е централната власт на која природно и објективно припаѓаме. И мислите да се наслоните колку? Не да се наслониме, туку да имаме сериозен партнер кој стои рамо до рамо со нас. Добро, и тоа е легитимно, и слушам некои интегрирани во овие политички процеси од поедини други партии кои ние со помош во соработка со владата ќе направиме. Јас не знам, можеби, но мислам дека ние сме најконкурентни во таа соработка. Так. И сум сигурен дека ќе ја реализираме. Значи, од некои елементарни работи на физичко прочистување до повикување на одговорност на раководните лица во сериозните јавни предпријатија за извршување на своите работни задачи. Так, имам и за тоа прашање, меѓутоа само ќе ми дозволиш, адвокате, кратко да те прекина, бидејќи ти спомна нешто во контекст дека за решение без одредени временски рокови. Ние имаме проблеми во кои граѓаните бараат решение буквално, да не кажам вчера. За вчера. Значи нешто што мора да се тргне уште од утре. Во тој контекст ми беше моето прашање, што планирате да почнете уште во ноември и да може да ветите на луѓето, значи да се граѓани луѓе, тоа е до февруар готово. Видите, прво треба да се основаме, да после имаме временски да основаме буџетот, да го организираме и да почнеме решавање на проблемите еден по еден. Значи, верувајте, нема редоследност, има постојаност. Единствено што сериозно ќе го правиме, ќе работиме. Ќе се екипираме, ќе се огледаме што е спорно и ќе почнеме и најмалите и најголемите паралелно. Не ветуваме чуда, не цртаме 3D анимации, не гледаме цртани филмови, немојте да ме сватите погрешно, но работиме, гледаме, решаваме и работиме. Токму затоа имаме двајца, не сум евселен се фалам, релативно искусни или искусни, сериозно искусни правници кои легалистичкиот пристап во решавањето на работите ќе го имаат. Мислам дека е една од поголемите предности наши во оваа листа и мислам дека многу полесно ќе доаѓаме до решенијата. Добро, ајде кажете ми што ве прави вас различити од другите политички партии? По што се вие разликувате од вашите конкуренти? Сега ќе ви кажам по однос на партијата и ќе ви кажам по однос на индивидуите, иако тоа е исто. Оно што ВМРО ДПМН го прави на централно ниво, мислам дека е целосно забележително. Значи, дефинира проблеми, антиципира како би решавали и во дадениот рок со сериозна работа. Истите ги решава. И задутре доаѓа и вели, ние на овој начин го решаваме. И онаму каде што треба да се постават кадри, се поставаат кадри, кои се соодветни по својот капацитет.
се надевам и сум сигурен дека ние сме тие соодветни по капацитет кои препознаваме и решаваме проблеми. За тоа сме во предност. Затоа што сме соодветни, зашто препознаваме и решаваме проблеми и имаме сериозен партнер во владата на Република Македонија. Ајде сега, адвокате, малку околу тоа што спомнати и за 3D, бидејќи вашите политички конкуренти излегува со една програма која јас би ја нарекол, знаеш, онака да е секси, да е убава на око, а не е баш толку реално остварлива. Дали колку е вашата програма остварлива, колку е тешка за реализација, бидејќи знаете, лесно е да направиш 3D промоција за некаков проект, па знаете ја би нова општинска зграда, 3 спрата по земја, 4 нагоре, ја би 3 нови училишта, ја би 4 нови градинки, ја би 3 катни гаражи, да простиш, ја би да карам Весно Змијанац. Колку е тоа, народот сака реална програма и да знае дека тоа може да се оствари на краток рок. Повели, прости за ова малку, знам дека гледачите ќе ми простат за... Интересен. Да, ама не сакам веќе да слушам, не сакам да гледам програма која е убава на око, а за остварување треба многу голем период и треба многу пари, а ние имаме проблеми што треба да се решат вчера. Видите. Повели. Интересен е жаргонот, ми се допаѓа и е она што таму се презентира за мене е тотално илузионистички. Ама има една работа или разлика. Значи, луѓето, нашите сограѓани, електоратот, знае што му е потребно. И знае кој што му зборува, и знае кој што работи. И ние не даваме пример со тоа што збориме, него со тоа што го работиме. И јас давам пример со тоа што сум го изработил во моето минато од денеска на назад, и сите останати советници, тоест кандидати за советници, истото тоа го даваат како пример. И ние можеме да имаме сон. И е легитимно, затоа што ние сме докажани како работници, како честни, како вредни и како луѓе што си љубат татковината и си го сакаат својот град. И ние нема да кажеме јас ова ќе ви направам, јас знам се, јас знам што е спорно сега овде како ова ќе стиснеме, ние ќе направиме колосно. Не, напротив, ние како колектив соодветно ќе пристапиме и ќе работиме на решавање на проблемите. Инаку, бидете сигурни, сите луѓе, секој гласач знае дека приказните се за мали деца, малите деца немаат право на глас. Ние приказни не кажуваме, ние работиме и покажуваме што сме сработиле и покажуваме со дела. Ке ми дозволиш само кратко да се јас да објаснам за ова моје прашање. Значи, зборувам, пак ќе потенцирам од контактите со нашите сограѓани. Значи прашањето ми е зошто атрактивна програма, а никој нема конкретен одговор на прашање што со празна Вукарич? Што со неа? Што со уништениот пионерски дом? Повели. Видите, влеговме во теми кои емоционално не погодуваат. Така, да. Значи, со демографската криза се соочуваме сите. Сите што се блиску до Европа, сите што се во Европската Унија новопечени, да кажам, дури и самата Европа која е некаква мајка на овие работници. Едно е на ЗС-то. Тие луѓе порано одеа за плата, сега одат за уредени тротоари, организирани паркови и брзо завршување на работа во администрација. Така. Немојте да ми замерите, ама јас сум сигурен дека тоа можеме да го направиме. Тоа не е многу. Тоа е проектот. Так. Тоа е програмата која треба да се реализира, која ќе се реализира и која природно на тие луѓе ќе им го активира чувството на патриотизма и да кажат овдека кај нас има се подобруваат работите, одат на кон подобро. Така. Ние имаме причина овдека да останеме. Така. Тогаш ќе се направи
соодветен простор во Караџич да профункционира, тогаш дел од тоа решение ќе биде враќање во употреба на пионерскиот дом. Има таму безброј деликатности, има простор да се решава. Бидете сигурни дека ќе се заземеме кон решавање. Временски период од принципијални причини нема да кажам. Тоа го разбирам, да. Но дека со модел таму и на игроорно, и на стрелачка, и на англиски е неспорно, и дека сум по природа емотивен и сакам она што има тежина и значење да биде во функција и да го врати сјајот, бидете сигурни дека ќе го сакам, а тежнам да го работам и го сработувам она што го сакам. Пред малку спомна нешто околу администрација, завршување работи. Кој е план на ВМРО ДПМН за поефикасна администрација? Вака, делот што ВМРО ДПМН е како доминантен партиципиент во Советот ќе го прави е сериозен, посебно во делот на начин на организирање на јавните предпријатија. Сега, дел од нив се сериозно опторетени со јавна администрација. Дел од нив треба да се реорганизираат. Дел дури од останати општински сектори треба да се реорганизира. Не дека нема да се створат услови, но имаме чувство дека таквата администрација не е доволно експедитивна. Има идеја за електронско следење на работите и така натаму, но она што е поедноставно, еден обичен пункт за возрастни или за стари лица или за лица кои не можат да се снајдат, со двајца или тројца административни работници кои ќе работат, може да реши работа на 50 административни работници. Тоа вреди да се разгледа и да се имплементира. Така да, таквото работење, поврзано со разумен пристап кон работите, може и ќе допринесе за подобрување на тие процеси. Таквото растеретување на тие административни процеси ќе го зголеми буџетот за интервентноста. Просто и едноставно. Ајде, кога веќе го спомна буџетот и јавните предпријатија, кој е планот за јавните предпријатија во Куманово, бидејќи досега од нив имаме само афери и долгови? Јавните предпријатија мора да функционираат, односно јавна е потребата за јавните предпријатија. Ние мораме да чистиме, мораме да имаме вода, мора да регулираме зеленило, осветлување, мора да тераме гасификациона мрежа. Куманово плани сосема разумно предпријатие кое е повеќе продуктивно отколку непродуктивно. Значи, нивната функција е неспорна, нивната неопходност е неспорна, начинот на кој функционираат е спорен, начинот на кој ги трошат средствата е спорен. Едни се во плюс, други се во минус, не е пријатно за никого. Ние партиципираме во локалната власт. Не е спорно. Можеби не сме доминантниот партнер. И тоа не е спорно. Верувам дека секој сака некои работи да ги надмине, но со правилен пристап кон работите, мислам дека треба да се решаваат. Значи, од навлегување во процеси за решавање, што знам, за чиста вода за пиење, просто, заштита на изворите. Значи, имаме огромна работа, предпријатијата мора да функционираат, можеби мораат некои да се разделат, но функционалноста да им се зголеми. Ќе биде тешко, нема да биде лесно, но нема да биде срамно, верувајте. Адвокате, сега ќе направиме мала пауза за реклами, а потоа продолжуваме со интервјуто. Драги пријатели, јас сум сенсија Оливер Милорадовски и моментално се наоѓаме во просториите на карате клуб Ронин Доџо. Овде учиме шотокан карате-до, кикбокс, таеквондо, нинџуцу и ММА. Ако сакате вашите деца да научат што е почит, дисциплина и самодоверба, повелете и дозволете ни да од вашите деца направиме самураи. Уписите се во тек.
Јас ќе си дозволам сега да барам од тебе нешто вака пред камери да ми ветиш како нов член на Советот на општина Куманово и дали ќе бидеш председател на Совет во ова моје прашање, ова моја молба јавно не игра улога. Значи ние Кумановци имаме еден многу голем проблем. Тоа се градските гробишта. Значи таму кој да прашаш од нашите сограѓани ќе ти каже дека е тоа таму брука на нашиот имидж. Тако, не знам дали некој поубав збор во овој момент не ми текнува, бидејќи малку ми избега мислата, бидејќи знаеш како и какви се тажни судбини носи тоа место горе. Меѓутоа, знаеш како изгледа? Знаеш она ВЦ како изгледа? И знаеш тоа со колку години се тоа влече. Барам од тебе, адвокате, кога ќе влезеш во Совет на општина Куманово, нормално тоа се има процедура, верификација, буџет, ово, нали. Барам од тебе да ми ветиш дека на прва прилика кога ќе почнете со работа, да се отвори тоа како тема, заедно со менаџментот на јавно предпријатие Чистота и зеленило, да се направи план и да се каже пред граѓаните Куманово, ние тој проблем ќе го решиме, рокот е до тој датум. Да тоа веќе заличи на нешто нормално, пристојно за сите наши сограѓани кога одат горе на годишнини, на задушници и така нато и така нато. Дали од тебе имам збор за оваа тема? Повели. Имате збор и за се оно што ќе го кажам, секогаш стојам на мојот збор. Ситуацијата се сложувам со тоа дека некои работи навистина се нефункционални, а се решливи, тоа е мал проблем, не е голем. Имаше една идеја, се уште е во некоја комбинаторика и некој раздвојување на дел од јавните предпријатија, можеби тоа ќе биде опфатено во тој дел. Претходно кажав, мислам дека ме разбравте, значи отчетот на представниците на предпријатијата е обврска кон Советот и исполнување на насоките исто така обврска. Насоките, верувајте дека ќе бидат конструктивни и усмерени кон решавање на проблемите. И за ова и за сите други ситуации кои објективно се решливи, а моментално не се. Така. Добро, види, јас за ова само малку да те дополнам пак, да се дополнам пак во контекстно на од контактите со нашите сограѓани. Значи има проблеми за кои нашите сограѓани имаат толеранција. Од тип сите знаеме за сообраќајниот метеж, меѓутоа знаеме дека тоа не може да се реши преку ноќ. Нели, си направи своја Афганистан и Ирак, влегува пари, луѓе сакаат еден автомобил за мене, еден за жена ми, еден за детето, бројот се зголеми многу, не се направи катни гаражи, сега гледаат, ама некако велат, ајде ќе биде, не мора утре. Ама за овој проблем немаат разбирање ни грам. Велат, ова мора утре. Затоа те прашав да ми кажеш, да ми ветиш дека ќе се заземеш, значи тоа не може да биде оправдување. Дури и за Чистота и зелено, значи и за градот се дави во ѓубре. Тоа секој се дави во ѓубре. И за тоа може да каже некој, ние помина камионот во 9, во 11 пак хаос. Ама за ова никој не ги оправдува сите кои се во опис на работното место име да го решат тој проблем. Затоа да не се вртиме во круг, прости ми, значи ми вети, значи после формирањето на новиот совет имаме прилика, здраве Боже, и пак да разговараме и за други теми, меѓутоа ова ќе те потсетувам редовно, значи и на мејл и во некоја прилика во некој друго интервју овде во студио на Плошта Прес. Се зафаќаме со работа. Прва работа што ќе се случи после изборите, се зафаќаме со работа. Така да ќе има резултат од таа работа. Јас имам, како да ви кажам, визија преагресивно. Имам сон. Добро. Ова е лутеровски. Добро, но повели. Да го видам Куманово пристојно. Да го видам ослободено од непотребните препреки
на обичните мајки со количка кои сакаат да излезат и ги прошетат своите деца. Да го видам ослободено од возила, од места каде што е непотребно. Да го видам секој слободен простор раззеленет. И сум сигурен дека тие соништа мои се остварливи. Една од причините за кои, да кажам, навлегувам во овие политички процеси, е тоа да мојот ангажман сега во време, во животен период, кога сметам дека сум можеби најпродуктивен, го вложам во тој дел. Значи, но мора да потврдиме две работи. Едната работа е неспорниот факт дека во некое време, да кажам пред 20 до 10 години, значи од 50 до пред 20, Добро. Се створи една експанзија со на Авганистан, што го спомнате, но тогашното раководство на градот недоволно честно, недоволно соодветно и недоволно стручно организираше или одобруваше градби, односно урбан развој на градот. Мојата визија тогаш како многу помлад беше дека во вакви услови треба во една периферија која е близу, дали ќе е помеѓу Билјановци и Зелен рид, дали ќе е помеѓу Ајдучка чешма и Банево Трло, дали ќе е десно споменит Костурница. Сега давам рамковни представи, доколку урбанистички испланиравме нешто такво, вложевме средства во нешто такво, ќе имавме просто да го гледаме градот убав. Значи имаме македонски општини кои на тој начин се шират и на тој начин го прават и економскиот развој. Ние што направивме? На постојната канализациона и водоводска мрежа, инфраструктурна целосна, направивме градби, па биле А1, па биле А2, па биле деливи, па не биле деливи, не ќе да навлегувам, но фактите се тие. И со тие првични факти, кој год да дојде многу тешко се справува, мислам дека може и подобро да се справуваме со тоа и верувам и ќе работам на тоа да подобро се справиме со тоа. Ако се направи простор систематски, ако се обезбедат паркинг места со инвестиција, дали ќе е катна, дали ќе е подземна, не мора да е некоја од како од цртаните филмови, но е неопходна, паркинг простор е неопходен. Значи, организација на паркинг простор да објективно се ослободат од површините. Значи, ние можеме да ги ограничиме површините, но ќе немаме функционалност на делот од градското јадро. Така да, организационо, кога ќе се постави тој дел, верувам дека ќе продеши и верувам дека оние што отишле во Германија, кога ќе видат што се ќе видат во поголемите градови, ќе кажат чекате дека видите колку убаво, како убаво во Кавадарци, не знам како е во градови каде што убаво домаќински се работи и се гледа таа работа. Тоа сакам да го видам и верувам дека ќе го видам. Морам да прашам и каде се гледате за 4 години? Еве расчистиме, не си фикс, али и како после 4 години како член на Совет на општина Куманово или после 4 години како председател на Совет на општина Куманово. Пошто сакаш да те препознаваат кумановци кога после 4 години кој ќе анализира твојата работа во Совет на општина Куманово? Вака. Нема да кажам каде, но ќе кажам како. Повели, без пардон. Без пардон слово. Се гледам како човек кој после 4 години ќе дојде и ќе ве погледне во очи. И ќе ве каже да, јас сум тој Владимир Михајловски, кој со советничката група на ВМРО ДПМН покажа доблест, волја и енергија да успее да некои работи на вистина направи подобри. Некои процеси во градот на вистина подобри и градот сам по себе поубаво место на живење. Тоа ќе биде мојот најголем успех. И да можат децата мои, кога ќе кажат ние сме на Владимир Михајловски децата, да бидат среќни со насмевката која ќе видат од луѓето. Тоа сакам да го доживеам и се надевам дека ќе го доживеам. Здравје Боже после 4 години. А политички што би се случувало, како би се случували?
Не сакам да правам анализу, но се што земам да работам, сакам да бидам успешен. Тоа ми е и природно, и нагонски, и професионално. Мојата работа е да ги застапувам интересите на луѓето, да ги бранам нивните права и да ги остварувам нивните права. Мислам дека сега сум адвокат на целиот град. Ајде сега околу исто е прашање кое е од нашите сограѓани, кои имате на сериозна приметба на она што се случува во Куманово. Се направи некое катче што се добро среди, дали е за деца, дали нешто од спортски терен или било што. За кратко време тоа се испокрши, се уништи. На сите приметби од нашите сограѓани добиваат одговор: наше е да направиме, од тука натаму не сме ние надлежни. Барам од тебе да ми ветиш една работа, пошто ти нели кажа дека да те држам за збор и да те потсетам за тоа што си ветил и сега и во иднина. Како ќе направиме ние тоа што го имаме да го сочуваме, и ова што го имаме, и оно ново што ќе биде изградено. Еве конкретен пример. Кај спортската сала, она катче детско, беше многу убаво направено. Луѓето престанаа да одат затоа што е ризично. Мало дете да падне таа висина, може сериозно да се повреди, може да има фатални повреди. Сите приметби од нашите сограѓани, на сите приметби добиваат одговор: наше е да направиме, сега луѓето што кршат, што... Не треба така, не. Тоа е пристап кој за малку... Извините што ви упадна во збор. Нема проблем. Тоа е пристап кој за малку е погрешен. Значи, точно е дека има популација со недоволно развиен свест за општествено живење, но еволуцијата укажува на тоа да сите по своји примери ќе го подобруваме нивото на развиената на свеста, но оние кои се радикални мора да предвидиме нешто и за нив. За нив се предвидени санкции, за нив е предвиден надзор. Дали ќе се стават камери, дали ќе се стави обезбедување, мора да се решаваат работите. Зошто? Затоа што е така исправно. Толку. Тоа ми беше адвокатите. Луѓето барат конкретни решенија. Не само бидејќи се локални избори, меѓутоа луѓето барат од локалните власти акција во тој правец. Значи да се заштити она што го имаме, да не биде одговорите, знаеш, луѓето се такви. Се ослабено на свест и совест на нашите сограѓани, знаеш како завршува. Не сме за малку не сме стигнали до тој степен на развој на свеста. Не можам да кажам дека немаме развиена самосвест, но има потреба за корекција институционална. Тоа се ситни чекори кои можат и треба да се направат и верувам дека ќе се направат. Ќе се борам да се направат. Ајде уште едно од нашите сограѓани. Сообраќајниот метеж. Еден мој добар пријател вели вака: нашите кумановци вика размислуваат вака: јас ќе се паркирам каде што ми треба, ќе си пуштам 4 жмигалца и ти ќе ме чекаш пола сат. Дали јас ќе одам во Тутунска да извадам пари на банкомат, дали ќе одам да си платам нешто, нели, со 4 жмигалца и можам и во дневна соба ти се паркирам и ќе чекаш. Вика ми, прашај ги кога ќе ти дојдат. Нека стават 2 камери, нека му пратат писмо дома, дојди кај нас, повели, ти ли си ова, јас сум, ај повели плати ја казна, па друго, пак се паркирај кај што. Тој дел е во делот на МВР. Да, али иницијативата мора да покрене да... Наша обврска е да обезбедиме паркинг простор. И мораме тоа да го обезбедиме. Наше право е да го наплатиме и наша обврска е да го организираме просторот за пријатни услови за живење. Значи, јас во Љубљана платив 12 евра сат паркинг и до центарот одев 15 на минути. И Љубљана е пример како треба да изгледа. Не дека треба да се плаќа, не дека треба да се дигнат цените, не ме сваѓате погрешно. Основната обврска наша е да обезбедиме услови. Тоа го можеме. Казнувањето ќе дојде само по себе, регулацијата е само по себе. Ако му обезбедиме услови на човек, просторот е тој. Просторот мораш да го почитуваш. Зошто? Затоа што
функционира институција, па ќе еднаш два пати ќе платат и више нема да направат се. Карикирам, и за мене се однесува можеби тоа, ако некогаш ми се случило. Така да решливи се тие работи и треба да се решава, само треба да се сака и да се работи на тоа. Не велам дека е лесно, има административни пречки, има собственички пречки, има повеќе типови на обструкции или проблеми до кои ќе се среќаваме и сигурно ќе се среќаваме, но тоа е нешто што е решливо и интервентноста и извршливоста мора да постои. Сега одиме она што сите во мои гледачи бар до сега вела да видам прогноза од твоите гости. Адвокате, повели? Советничка листа. Од кај да почнем? Па еве, јас имам овде еден список. Дуивлен? 3-3. 3-3. Знам? 6. Добро. Левица? 1. 1. Диро ред за Куманово? Па мислам 1. 1. СДСМ? Јас се кладев јавно дека не може да земат повеќе од 4. Твоја прогноза? 3, 4, 5, 8? Одев од 3 до 4, ама ќе кажам 3. 3. ДПСМ? Исто бе, одев од 1 до 2, ама ќе кажам 1. 1? Добро, ДПМН? Колку престанувате? Па, моја математика тука 12, 13, 12. Кажав на прва кога Да. ја правевме советничката листа, која морам да кажам, горд сум што ја избравме акламативно. Секој, од првиот до 31-иот, беше избран акламативно од приближно 100 луѓе. Тоа е за поздрав. Тоа е енергија, тоа е волја, тоа е верба во нешто што е исправно, токму за тоа што е исправно. Така да, тогаш кога прашавме кој што, како, колку, јас кажав на прва 12, затоа што сум скромен по природа. Сега, некој ќе каже ова не е нормален. Не може председател на Советна општина Куманово да е скромен. Немој сега адвокат. Едно е природата, друго се капацитетите. Јас по природа сум скромен. Добро. Кажав 12, од тоа нема да мрднам, но чувствувам... Чекам да не заборавам, значи 12. Чувствувам дека енергијата е многу позитивна, фидбекот е многу позитивен и не знам што повеќе ги импресионира луѓето, дали политиката која ја застапуваме, која е легитимно извршлива, коректна, на место, или пак нашето делување како представници на таа политика, ама верувам и дека може да биде 13 или 14, и сега математички во таа тие бројки со 12 е 37. Не знам каде. 12 или 13, еве така нека биде, можеме и да кажеме еве амбициозно 13 и сум сигурен дека ќе биде блиско. Адвокате, за крај, порака до граѓаните. Спијачите се спијат, сонуваат само сонувачите. Јас сонувам, сакам, љубам и работам да видам поубаво Куманово. И сум сигурен дека после 4 години тоа ќе го видам. Нека се живи и здрави сите, на 19 нека излезат. Ја барам поддршката, верувам дека луѓето препознаваат што е вистината, верувам дека препознаваат кај е позитивната енергија, верувам дека препознаваат кај е нормалноста во овие процеси и каде изостанува илузионизмот. Сигурен сум, ги молам да ја реализираат својата политичка желба и волја и праводно и обврска со излегување на гласање и за центарфорот деветката, па да видиме како ќе биде. Добро, адвокате, ми беше задоволство што беше гост во Без пардон. Се гледаме во некоја друга прилика, а за сите ветување ќе те подсетувам секој ден после формирањето на новиот совет на општина Куманово. Да сте ми живи и здрави и да се видуваме заедно, а човек што не е од збор не е човек. Така.
Почитувани, тоа беше Владимир Михайловски, адвокат од Куманово, носител на листа на ВМРО ДПМНЕ за овие локални избори. Се гледаме во некоја друга прилика.